Стамбената зграда на Риста Секулиќ, куќата на Зденка Буста, Кино Братство и Кралската болница во Демиркапија се само дел од 106 објекти впишани во дигиталната база на податоци мониторинг на македонското модернистичко наследство со висока културна и историска вредност. Вредно сведоштво за урбаниот развој на градовите во Македонија и улогата на архитектите во тој период. Целиот проект за оваа база на податоци се реализира во периодот од 2024 до 2025 година со фокус на развојот на македонската модернистичка архитектура во периодот помеѓу двете светски војни. Во која мера се почитуваат препораките за нивна заштита? Дефинитивно се почитуваат додека се работи за објект кој културно наследство е заштитен. Но како што кажав, овој период во Македонија не е доволно истражен. И оттаму дојде, мислам, и потребата да се документираат овие објекти, бидејќи, да не кажам, не се на листата на заштитени добра и можат во секој момент да исчезнат. Неколку од нив се заштитени, како на пример можам да ги кажам, Собранието на Република Македонија и градската болница во Скопје и ред други објекти, но гротото не се заштитени, така да не припаѓаат под никакви мерки за заштита. Според Ефремовски, голем дел објекти се во релативно добра состојба со оглед дека се 100 години стари. Некои се реновирани, некои се доградувани. Во многу случаи неблагодарно е да се прави споредба на кое ниво е грижата за културното наследство во светски рамки и кај нас. Сепак вредно е да се дадат некои примери, вели Ефремовски, кој во моментов е визитинг професор на Меѓународниот центар за конзервација Реймонд Лемер во Лувен, Белгија. Во исто време работи и како архитект, реставратор. Би рекол дека најголемата, разлика, ако можам да кажеме, дека во Белгија се до некаде еден чекор понапред во препознавањето на вредноста на модерната архитектура. И тоа почнува, би рекол, малце порано, а би рекол дека во Македонија сега во моментот на зачетокот, морам да ги напоменам на моите колеги секако на архитектонскиот факултет, професорите кои неизмерно последниве 20 години работат, но најмногу во документацијата и промоцијата на постземјотресната архитектура во Македонија или главно во Скопје, која се развива. Така да би кажал дека тука е еден чекор понапред, Белгија или западните земји како сакам да кажам, модерната архитектура е препознаена како дел од важна културна нишка во самиот идентитет на државата. Се надевам дека во Македонија ќе се подигне свеста за важноста на модерната архитектура, за естетските и емотивни вредности кои таа ги има и грижата за истата со почитување на сите препораки кои се дадени во дигиталната база на податоци, вели Ефремовски.